Личен јазик. Договорот за името и особено референдумот ги предизвикуваат политичарите секој ден да бидат се погласни на темата македонски јазик. Јазикот е нашиот идентитет. Јазикот е нашата татковина, зборуваше Блаже Коневски. Македонскиот идентитет и јазикот се стекнато право. И да го заштитиме, потврдиме, засилиме нашиот македонски јазик. Еден човек што си го загубил својот личен јазик, личи на еден човек што си го загубил патот и не знаит кај ојд. Еден поглед на местата каде треба да се штити, развива и афирмира јазикот, покажува дека фразата празни зборови за ништо друго не била поточна. Лекторатите се во каква состојба се? Очен. Јас како лектор требаше да си ја платам работната виза за тоа во Франција самостојно и тоа со примања кои што ги немав. Ние тивко умираме. Значи, јас во шега кажувам, може сме затворени, а не знаеме. Соопштение од владата, соопштение од ВМРО ДПМН, уплатница, надписи на државни институции. Ова се материјалите што ќе ги однесеме на лекторирање на педагошкиот факултет, за да ја тестираме грижата за јазикот во практика, во период кога политичките елити од власта и од опозицијата се докажуваат кој повеќе го штити јазикот. Добар ден. Ги имам, професорке, материјалите кои што сакам да ги лекторираме. Професорката Елизабета Бандиловска е лектор и предава повеќе предмети од областа на македонскиот јазик. Прво ние соопштението од влада. Така. Првата грешка што ја забележавме веќе во насловот, нема потреба шеф како општа именка во случај да биде напишана со голема почетна буква. Ево истото. Како и стабилизирањето на државата по. После, многу често се употребува збор во секојдневната практика во пишувањето, но не во оваа функција во која што е овде употребен или со ова значење. После вие прилог за време. Мисијата рековме како институција со голема буква, амбасадорот е исто како и шефот, претходно споменат се пишува со мала. Во владиново соопштение гледам десетина корекции кои се несуваат на голема или мала буква. Тоа е основна работа, претпоставувам. Основна работа, да. Имаше нешто и од синтакса, да речеме ова со сврзниците, лексиката со имплементација. Во соопштението од ВМРО ДПМН, првата грешка, веќе што ја споменавме со шефот, овде го имаме директорот. Ево го и овде. Значи, власта и опозицијата сакаат функцијата на тој што ги посетува, да ја нагласат со голема буква. Така, да ја нагласат, што од правописен аспект нема никаква потреба за такво нагласување. Европската комисија, како ќе биде мало, бидејќи ова не е географски поим? Со владата и со опозицијата завршивме. Ајде ова. Така, овде веќе имаме тргнуваме први од скратеницата, Република Македонија. Не треба да има точки. Кога имате кратење на држава, институција, например основно училиште, организација Обединети нации, не пишуваме точки. Така. Сигурно е нешто што секојдневно го гледаме. Да. Вакво пишување на броеви во македонскиот правопис не постои. Ова е целосно, типично, класично, како да го наречам, англиско влијание. По лекторирањето, документите наликуваа на тест по граматика на слаб ученик. Државата треба да поведе сметка за вработување на лектори во сите институции, почнувајќи први од себе си, од своите министерства, се што влегува во рамките на државата како институција, за потоа тоа право да им го наложи на сите други приватни институции, телевизии, весници, каде што секој текст што стигнува до јавноста мора да биде лекториран од добар лектор. Тоа е и обврска од Законот за употребата на македонскиот јазик. Службените текстови од законодавната, извршната и судската власт, локалната самоуправа, учебниците, емисиите, печатот, преводите и другите текстови што се објавуваат, задолжително се лекторираат на македонски јазик. Нелекториран текст не смее јавно да се објави. Предвидени се казни и до 1500 евра, а надзорот треба да го врши Министерството за култура, но во практика ништо од ова не функционира. Поранешниот телевизиски новинар и водител Александар Деловски смета дека медиумите имаат посебна обврска во негувањето на јазичната норма. Во време кога ги имаме алатките кај себе, а тоа се го спомнав образованието, но тоа се и пишувањето на законите,
пропишувањето на различни надлежности, прописи, комисии, формирање совети и така натаму, ние во тоа време имаме полоша јазична пракса. Треба да се погледне каде сме правеле добро и тие добри работи да се доразвиваат и треба креативно да се приде да се создаваат нови политики, не толку во казнена смисла. И тие имаат своја функција, но нови политики кои што ќе ја донесат свесноста за потребата од промовирање на вредностите на јазикот и преку медиумите. Но недостатоци има не само во сферата на надзор. Професорката Снежана Велковска вели дека државата не финансира проекти на Институтот за македонски јазик, како што е, например, неопходното второ издание на толковниот речник. Сите национални институти од 2009 ми се чини, оти веќе заборавив кога беше, значи не се финансираме, не ги финансираат нашите проекти. Зошто треба да прашате на друго место? Например, со законот за употреба на јазиците, кога беше чино минатата година, тогаш беше бурна реакцијата од Институтот за македонски јазик, дека со тоа е загрозен македонскиот јазик всушност и така натаму. Дали така бурно сте реагирале всушност за почитувањето на законот за македонски јазик? Па сме реагирале, ние тука во рамките на денови на Благоја Корубин, едицијата Јазикот наш денешен, што ја правиме, значи нашите собири биле посветени на такви теми, сме имале јавни дебати. Институтот кој лани го примил првиот доктор на науки откако кадрот не бил обновен 2 децении, некогаш имал отворен конкурс. Сите студенти со интерес и висок просек добивале шанса. А можеби токму немањето перспектива за вработување е една од причините поради кои годинава на катедрата по македонски јазик на Универзитетот Свети Кирил и Методи се запишаа само 6 студенти. Има, според некои податоци кои што не ми се точно проверени, преку 1000 дипломирани професори по македонски јазик невработени. Значи, не треба да биде само акцентот на професорите, туку треба да биде и на студирањето во и на други насоки, меѓутоа пак ќе кажам, секој тргнува тоа каде ќе се вработам јас, што ќе работам. Во таа смисла, државата треба да се погрижи пред се за вработувањата. И додека заштитата и унапредувањето на македонскиот јазик во земјава дише на апарати, полека се исклучуваат виталните функции на афирмацијата на јазикот во странство. 34 годишниот Борче Арсов 3 години работел како лектор во лекторатот во Париз. Државата му плаќала 200 евра месечно, колку што добиваат сите негови колеги испратени во други земји. Среќна околност за Арсов е тоа што плата на лекторите им дава и земјата домаќин, но несреќна е тоа што за студио од 20 квадрати плаќал 700 евра месечно. Јас имав таа среќа или несреќа да не постои универзитетот да не биде обврзан да обезбеди живеалиште за лекторот кој што доаѓа таму. Така што јас бев оставен сам на себе во таа ситуација да си барам стан, живеалиште и така натаму, каде што всушност и самата кирија, односно цените за да се изнајми нешто се, па можам да кажам, астрономски, особено од оваа наша македонска перспектива. Во 3 години од државата не добил ниту една пратка со книги, иако имал 20 на студенти, па морал да се снаоѓа сам. И таму всушност само е пресликана целата ситуација и она што јас сакам да го наречам системска негрижа за македонскиот јазик внатре во Република Македонија и таа само се пресликува и надвор. Освен во Франција, Македонија има лекторати уште во 9 земји. Тие се во надлежност на Семинарот за македонски јазик, литература и култура, кој пак е под капата на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Поради негрижа, дел од лекторатите се празни. Така е во Брно, Чешка, за каде бил избран лектор, но решено е тој да остане дома, додека не се подобрат условите. Со средствата што ги добива од овде и со средствата што ќе ги добива од таму, беше апсолутно невозможно да се испрати човек да обстане во тие услови. Лекторите во странство Велева ги нарекува авантуристи. Значи, за жал, во новиот закон за високо образование, што беше пред известно време донесен, не се најде место за овој тип на универзитетски наставници, соработници.
Мислам дека во тека изработка, колку што имам информации, на Законот за заштита на македонскиот јазик и се надевам, наискрено се надевам, дека лекторите ќе најдат својата позиција тука и ќе бидат застапени соодветно. Во овој момент тие се водат како државни службеници. Значи, апсолутно што нема на некој начин никаква подлога, затоа што тие сепак работат на се внесени во универзитетската дејност. Добра оцена за заштитата и промоцијата на македонскиот јазик не слушнавме ниту од владиното тело што треба да биде совеста на државата за јазикот, Советот за македонски јазик. Председателот, професор Људмил Спасов, признава дека е голема разликата меѓу зборовите и практиката. Затоа што се прекинати националните проекти. Еве да го споменам речникот на македонскиот јазик, да го споменам правописот и така натаму. За да се разигра еден таков проект, потребен е конкурс, потребно е составување на екипа, потребно е составување на елаборат и да се добијат пари. Советот нема свој буџет и за да финансира проекти мора да аплицира за пари од државните институции и други фондови. За жал, многу акции кои што Советот ги предложи се едноставно игнорирани. Зошто? Најчесто ми се чини од финансиски средства. Повторно нагласувам, се работи за многу мали финансиски средства, многу мали во однос на некои други инвестиции, но и од една небрежност, од една инерција. Пред речиси една година, во екот на дебатата за законот за албанскиот јазик, владата усвои мерки за унапредување и негување и на македонскиот. Тоа вклучуваше отворање нови лекторати, финансирање нова граматика, речник и правопис, како и стипендии и нови програми на катедрите за македонски јазик. Но бидејќи од релевантните институции сведочат дека ништо од ова не е направено, професорот Спасов се надева дека ако тргне преговарачкиот процес со Европската Унија, ќе може да се реафирмираат и големите национални проекти. Зашто преговорите со ЕУ значат и превод на милиони и милиони страници европски документи на македонски, што пак бара стабилен јазик и точно изграден систем. Јазикот, личен јазик. Македонскиот јазик.